Добро вечер со топ тема на ваша страна. Како се спроведуваат јазичните политики во локалната самоуправа согласно постоечките закони? Што ново ќе понуди ревидираниот закон за употреба на јазиците? Каде заглавија преговорите? Топ тема на ваша страна ги праша и граѓаните. Што треба да биде приоритет на новата влада? Носење на закон за употреба на албанскиот јазик, гонење на криминалот и корупцијата или подобрување на животниот стандард? Бевме и во Тетово и во Скопје за да видиме како на дело се спроведува двојазичноста, тројазичноста или надлежните закони. Дебатираме за сето ова со универзитетската професорка Мирјана Малевска и политичкиот аналитичар Насер Зибери. Останете со топ тема на ваша страна. Добро вечер во студиото за моите гости, професорката Малевска и аналитичарот Зибери. Ние повторно сме во неизвестност. Мислев дека со завршувањето на вестите ќе го знаеме конечниот исход на Централното претседателство на Демократската унија за интеграција и во однос на ставот дали веќе ќе ги дадат тие фамозни потписи и ќе се формира влада. Меѓутоа, еве да повторам најновата информација од Мала Речица е дека се уште ги пеглаат нивните одлуки и ги усогласуваат ставовите во однос на ставовите со СДСМ околу јазикот и нивниот состанок продолжува. Значи најновата вест е дека нема ништо ново, нема нова вест. Зибери, дали е ова очекувано и од една страна зачудува фактот што толку долго се размислува, особено во ДУИ, за нешто за што вела цело време дека се приближени ставовиве, да, веднаш сега ќе биде, утре ќе биде владата, задутре, а го одлагаат овој момент. Зошто тоа се случува, можеме само да нагаѓаме, меѓутоа колку е тоа добро, особено во услови кога влада значи партнерство, кога треба да дадат согласност на политичкиот партнер. Моje лично размислување е дека предолго траат овие преговори, кои всушност се една предигра пред доделување на мандатот. Бидејќи обично преговорите се водат со мандатарот од моментот кога он ќе го добие мандатот од претседателот на државата и тој во рок од 20 дена и неслучајно уставотворецот дал малку поширок временски период за да може да се преговара околу платформата на едната влада и составот на извршната власт. Од тука, според моје мислење, требаше првин да се пристапи, да се создава парламентарно мнозинство, како што го бара Уставот, членот 69, и откако ќе се определи мандатарот, тогаш да се преговара за сите овие прашања. Не мислам дека толку се проблематични темите, за да се има потреба од поголем простор од 20 дена. Во рамките на тие 20 дена можеше да се создава и платформа и тим кој ќе го спроведе напишаното. Мислам дека зад ова стојат други математики. Тоа пред се, по моје убедување, е да се амортизира едната страна која на некој начин претрпи еден шок со неможноста да се создава мнозинство и да го добие мандатот, а не успеа да состави мнозинство, а со тоа и да формира влада. И второ, да се покаже на некој начин на јавноста дека некои од политичките актери на албанската страна се сериозни во пристапите и затоа им треба време, анализи, длабоки расправи, што јас долго време сум се бавил со политика, немам такво искуство во едно претседателство на една политичка партија каде грото се истомисленици или луѓе кои гравитираат кон одредена политичка опција, да имат такви спротивставени ставови да не можат да ги усогласат нивните политики. Како и да е, мислам дека сега сме навистина пред финалето, од проста причина што прво
движењето БЕСА без никакви условувања се изјасни дека ќе ги даде своите први подписи да се формира владата, за да се определи мандатот. Така. На ист став се и Алијансата на албанците, кој во меѓувреме патем има и неколку контакти со представници на Социјалдемократскиот сојуз, и топката сега е во рацете на Дуи, односно Ахмети, кој по моje убедување, ако не вечерва, за ден-два ќе мора да пресечат и ќе се знае на што сме. Професорке, каков е вашиот личен впечаток околу ова одолговлекување на формирање на влада, со оглед на тоа што од почетокот е јасно дека партнерите на АјВ во овој случај СДСМ јасно кажа дека ќе се држат до платформата, јасни беа барањата, ставовите и слично. Меѓутоа, дали ова само еден маркетиншки трик за гласачкото тело на Дуи, дека еве сега тие не отстапуваат туку така, дека се строги во барањата и слично, или пак е реалност? Па мислам дека искуството што од изборите го извлече Дуи, а тоа е дека не може да испорача секогаш она што го ветила партијата во предизборната кампања, дека тоа е искуство. Ако не се испорача се губат гласови, сега можеби ги, значи ова се предпоставки, нели? Ги тера да со идниот евентуален партнер во детали што се вели го разработат она што мислат да им го понудат на граѓаните. Да не дојдат во ситуација дека не го испорачале тоа што го ветиле. Така што мислам дека и овој елемент е присутен и можеби сега началните основи началата се поставени, нали, нема да се излезе надвор од уставот, нема да се излезе надвор од рамковниот договор во врска со употребата на албанскиот јазик, значи да кажеме можеби после можеше да се оди во детали, но ете во интерес на тоа да се консолидира гласачкото тело и да порасне, да кажем, и популарноста на оваа партија меѓу граѓаните албанци од албанска народност, мислам дека се должи ова одолговлечување на составување на новата влада. Веројатно има и страв, бидејќи еве токму пред да дојдам овдека го слушнавме лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски како, па да речам, хајде се заканува или пак ако е закана тежок збор, предупредува дека тие како партија ова што досега се збори во врска со јазикот, тие не може да го прифатат, дека е тоа редефинирање на државата, дека не знам што ќе се случи, значи се создава една таква атмосфера каде што преговарачите, особено Дуи, веројатно мора да бидат внимателни во својот настап, затоа што навистина не знаеме што не чека во иднина. Значи, од една страна да се биде песимист или оптимист, би треба да се, во секој случај да се внимава, и во политика никогаш не можете да кажете, со сигурно знаеме дека ќе тргне работата ако се формира нова влада, све ќе тече, нали, добро и без проблеми. На ова сакам да се надоврзам и добро што го спомнавте ова последнава изјава писмена од Груевски. Зибери и до сега и Дуи и ВМРО ДПМН 10 години има можност многу работи да ги спроведат во пракса. И целта на оваа емисија е да покажеме и колку всушност тоа што е напишано во законите е остварено или не е остварено. Постојат и законот за локална самоуправа, па дури и закон за град Скопје, законот за јазиците, уставот. Во сите тие ги има точките кои треба да се остварат во однос на спроведувањето на локалната политика за јазиците. Меѓутоа, зошто одеднаш се направи атмосфера како да се тргнува од мртва точка, и од втората работа е што нормално ниту ВМРО ДПМН ниту Дуи не призна дека тие за време на нивниот мандат многу работи не направиле. И сега се вадат како, еве, од тука почнуваме, а во изминатиот мандат можеле да ги направат, но не ги спровеле. Прво да кажам дека не се почнува од ново по однос на прашањето на употребата на албанскиот јазик во Република Македонија. Напротив, тоа прашање има свој тек дури од
Уставот од 1974 година, каде што дури многу прецизно и номотехнички многу убаво беше срочено. Со еден исклучок со амандманите од 1989, повторно со Уставот и Уставот од 1991 година, се врати употребата на јазиците на националностите, како што гласеше дикцијата до Уставот од 1991 година. И со рамковниот договор, апропо тоа, и со Уставот од 2001, односно амандманите од 2001, како резултат на Охридскиот рамковен договор, тоа прашање уставно беше регулирано. И законите што ги спомнавте вие и многу други закони, својот уставен основ, уставноправен основ го црпат од амандманот 5 на Уставот на Република Македонија. И согласно тоа се донесени сите тие решенија. Дали тоа беше доволно? Дали тоа беше добро направено? Дали тоа што беше правно регулирано беше применето, доволно применето? Дали тоа финансиски беше подкрепено? Се сосема други прашања за кои може да се разговара. Но свој историјат ова прашање има, значи, со децении. Тоа е прво. Мој личен став е дека голем дефект представува самиот амандман 5, кој сам како конституција не е добро изведен. Јас ја знам и причината зашто така беше направено, бидејќи бев учесник во преговорите во Охрид и пред Охрид низ целиот период, но тоа е веќе друго прашање. Ние сега имаме факт, а тоа е амандманот 5 како таков. И тој нема да се менува, и како таков сега треба да се најде начин како може да се операционализира, уставот да не биде прекршен, а да се удоволат барањата на граѓаните кои сочинуваат на 20% како што е уставната дикција на амандманот 5, за да го остварат тоа право. Моje мислење е дека има закони кои го имаат уредено коректно ово прашање, согласно и рамковниот договор и уставот, но кои не се применуваат добро. Има закони кои некоректно го имаат уредено ова прашање и тие треба веднаш да се изменат. И има закони кои воопште не го уредуваат, односно го забрануваат, односно го исклучуваат. Значи имаме 3 нивоа околу ова прашање. Накратко, ако ми дозволи времето, само да ви напоменам. Имаме простор за дебата, значи се уште да... Коректно е уредено, да речеме, прашањето во Законот за локална самоуправа, во Законот за град Скопје и во одредени други закони. Но не се применува коректно. Тоа сакав и да ве оставам за малце подоцна, затоа што во плани да го уклучиме... Само примерите да ви ги изнесам. За да вклучиме резултати од една студија во однос на прашање во пракса. Закони кои некоректно го уредуваат прашањето. Според вас кои се тие закони? Според мене. Законот за назначување улици, мостови, плоштади и инфраструктурни објекти. Законот за извршување. Законите за судските постапки, почнувајќи од кривичната до управната. И има закони кои го исклучуваат целосно, што е апсолутно спротивно на уставот. Тоа е законот за нотаријат, кој секој ден јас го применува. Во пракса тоа знаете како се спроведува или не. И таму има одредба стриктна која вели: нотарските исправи се составуваат на македонски јазик и кирилско писмо и точка. И вика: исправата која нема да биде составена согласно овој став е ништовна. Значи, пар екселанс повреда на уставот. Професорке, и за вас ова прашање, со оглед на тоа што сте учествувале во многу истражувања низ годиниве, во однос на реалната употреба на законите, она што е напишано, дали се спроведува во пракса? Тоа е широко прашање, не можеме да стане збор за се. Да, сакав да кажам дека за разлика од други емисии во кои сум учествувала, во оваа емисија ми е
посебно ми паѓа тешко улогата за говорење на албанскиот јазик, еве зошто. Некаде 90-тите години еден колега кој беше од ПДП, а после ми стана колега на Универзитетот на Југоисточна Европа, ми рече во една прилика: професорке, вие кога вие ги браневте правата на албанците, ние не смеевме многу да зборуваме. Значи, некогаш ми беше лесно да зборам за и албанскиот јазик и така натаму. Денеска со граѓаните албанци имаат своји политички представници, тука е колегата Зибери, кои знаат многу повеќе за тоа што недостасува во примената, во конкретната примена на албанскиот јазик. Јас можам само да кажам дека правецот во кој сме тргнале, сега дали е релативно ајде да речам дека е релативно добар. Например, ја на моите студенти, на кои сум им предавала на Универзитетот на Југоисточна Европа, секогаш им велам втор службен јазик е, прочитете што пишува таму и така натаму. За којто јазик албанскиот. Значи втор службен јазик е албанскиот. Не би било никаков проблем да го изговорам тоа. Сега кои се конкретните проблеми во примената на законите, не можам баш да кажам точно, но во секој случај сме тргнале во една насока да ги примениме одредбите од рамковниот договор, Уставот ги прифати како амандмани. Тоа се стандарди кои се од европски карактер, дури и некои решенија, да кажеме, можеби ги надминуваат Европската конвенција за заштита на национални малцинства. Потоа има Европски договор за регионални малцински јазици кои ние не сме ратификувале, ама некои решенија ги гледам во Законот за употреба на јазикот на граѓаните кои се над 20% во државата. Значи, добро, ако се работи за детали, ако се работи што треба да се поправи, мислам дека тука не би требало да има некакви големи проблеми. А сега, ако треба да се менува Уставот, се поставува едно прашање, дали тоа така ќе помине во парламентот, каде што треба 2/3 од... очигледно дека тоа е многу плюс мнозинство од оние кои се изјасниле како малцинство, а во новиот состав на собранието, таа бројка некаде околу 30, колку што ме известија, околу 30 пратеници, има доста пратеници кои што се од другите помалите етнички заедници и не знам како тие ќе реагираат во однос на дали нема да се сметаат за запоставени во однос на употребата пак на нивниот јазик. Да, тоа е едно прашање што понатаму ќе го отвориме. Предлагам да се слушнеме на линија го имаме од Рим господинот Јован Близнаковски. Тој истражуваше и објави во 2014 година една студија, едно истражување локални јазични политики за немнозинските заедници, во каде што конкретно беа нотирани забелешките околу спредувањето на Законот за локалните заедници и употребата на јазиците на националностите во Македонија. И кажете ми, кои беа началните забелешки во однос на оваа студија во 2014 година и не знам колку до денеска е сето тоа сменето, затоа што не најдов никои понови истражувања. Кои беа, Јован, главните забелешки, ако се слушаме добро? Јас само да кажам дека вие сте во Рим, каде што подготвувате, каде што сте на докторски студии, подготвувате докторат и затоа е направен овој линк, односно скайп врска во топ тема на ваша страна. Повелете. Добро вечер пред се, но малку не ве слушам баш најдобро. Инаку сум во Милано, не сум во Рим, на докторски студии. Бидејќи предпоставувам дека ве интересира пред се од аспект на употребата, слушајќи го разговорот од претходно. Сакам прво и основно да потенцирам дека кога станува збор за употребата на јазиците на заедниците, најслабо стоиме во оној дел што значи комуникација на граѓаните со органите на државната и локалната управа. Тука стоиме најслабо. Имаме бројни добри примери на употреба на јазиците во советите или во собранието на Република Македонија, меѓутоа кога граѓанинот треба всушност да оди да заврши некоја работа, дали со единицата на локална самоуправа, дали со некој орган од централната власт, од министерствата и така натака, тогаш имаме најслаб перформанс.
Тоа ни кажува нешто, ни кажува дека имплементацијата буквално каска во тој дел што е најважен за граѓаните, а наместо тоа е комплетно свртена кон политичарите, ако можам така да се изразам. И ова е некој проблем што ние не успеавме да го надминеме низ сите овие години. Вистина, донесовме закон за употреба на јазиците. Овој закон требаше комплетно да ги замени сите одредби што постоја низ други разни закони. Станува малку и безпредметно да зборуваме што е уредено со законот за локална самоуправа или со други закони, кога единствено што треба да го гледаме законот за употреба на јазиците на заедниците. Значи, иако овој закон беше донесен, тогаш во 2008 година и со поддршка на сите парламентарни партии со исклучок на ДП, ако убаво се сеќавам, иако беше донесен, значи, овој закон, имаме ситуација кај што донесовме закон кој што е многу потесен од уставот. И тоа повторно не врати во еден круг да дискутираме кои правила за употреба на јазиците треба да се донесат во Република Македонија, наместо да се фокусираме на прашањето за имплементација. И овие преговори сега што ги следиме за формирањето на владата, повторно не враќаат нистото прашање, кои правила треба да се донесат. Иако уставот е навистина јасен по ова прашање, например имаме одредба таму дека граѓаните во комуникација со централните органи, доколку јазикот е службено, во случајот албанскиот можат да го користат тој јазик. Понатаму во законот за јазиците парадоксално беше пропишано дека само доколку граѓанинот живее во единица на локална самоуправа која што веќе го има албанскиот јазик како официјален, ќе може да го користи тој јазик. Така да сметам дека во главном треба прво да ги расчистиме овие прашања околу правилата кои што ќе ги користиме пред да се свртиме на крупните прашања на имплементација, што исто така се големи. Останете со нас во студиото, затоа што имам уште 2-3 прашања за вас, и ако можете следете ја дебатата и понатаму. Зибери е еден пример, како што и вие рековте, закони кои што кореспондираат или не кореспондираат со реалноста, или пак се надополнуваат или се противречни, како што кажа Јован. Меѓутоа, она порака што тој ја кажа на крај дека првин треба да се дефинира рамката по која што ќе се спроведуваат одредбите, а потоа ќе се бара нивно надополнување. И сега тука повторно имаме некој скок политички, морам да кажам. Значи политичарите и овој пат сакаат да наметнат теми и да кажат големи работи. Во случајов, нели, големите работи се како ќе се применува во судството, дали ќе биде двојазично, не знам, на знаките полиција, војска. Сега само примери кажувам кои што можеби да звучат еве вака големи за електоратот. Меѓутоа, ако повторно се напишат и не се спроведат во пракса, само повторно ќе ги збунат граѓаните, и ова истражување затоа покажува дека граѓаните се тие кои што не може да го применат јазикот. Да, јас се плашам всушност дека можеби ќе се донесе некоја рамка која може да биде коректна во однос на одредбите на уставот и со тие одредби коректно ќе кореспондира, но примената на таа рамка и на законите кои ќе ја имаат како основа таа рамка, понатака при нивната операционализација нема да оди лесно, односно постојано ќе има конфликтни ситуации помеѓу партиите на власт, опозиција, помеѓу самите партии кои ја сочинуваат владата, од едната заедница, од другата заедница и така натаму. Инаку, соговорникот од Милано коректно кажа дека во ставот 6 од амандманот 5 точно стои одредбата дека во органите на државната власт во употреба може да биде и јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија на начин уредено со закон. Ова уставна дефиниција, рамка, е доволна да се донесе еден солиден закон, кој базичните основи ќе го уреди за начинот на употребата на тој јазик во органите на државната власт. И тој закон да служи како основ, тој би бил системски закон, од каде што во сите други закони, каде што има потреба од уредување на примената на јазиците, да го црпи од тој закон.
но да го применува и да го пренесува коректно, а не како сега. Зашто сега, ви зборе пред малку, имаме навистина еден колорит на одредби кои често пати противречат меѓу себе, кои прават понизок стандард од она што го гарантира рамковниот договор и уставот, или пак нивната примена апсолутно отсуствува. Кога сме кај примената, професорке, и сега во преговорите се дискутираше дали ќе постои некое тело кој што ќе контролира во пракса како се спроведуваат законите. Меѓутоа, тоа тело и постои, и до сега постоело. Постои комисија, членови на таа комисија во собранието, и постои механизам на проверка на фактите на некој начин. Меѓутоа, очигледно дека недостасува сето тоа. И сега повторно се разговара за формирање на тело, иако и тоа е предвидено во со претходните решенија. Од друга страна, составот на тоа тело, па како што е направено, упатува на тоа дека најмногу може да се провери употребата на македонскиот и на албанскиот јазик. Па мислам дека инспирацијата за ова доаѓа од уставот, од законот за јазиците на Косово. Бидејќи често пати се спомнува тој закон, отворив, ме интересираше да видам што пишува таму, и гледам дека постои таква комисија. И бев, да кажам, и изненадена од начинот на кој, пријатно изненадена од начинот на кој се уреден употребата на јазиците на Косово, каде што практично секој има право да зборува во телата како што се собрание, например, влада, на свој јазик, да речеме, не само српски или албански, кои се два званични јазика, туку, например, да речеме, припадник на турска националност излегува на собрание, изборува на турски, најавува предходно и се обезбедува превод. Исто се однесува и на другите националности. И, да кажам, се изненадив. Зошто да не може некој кај нас пратеник од ромска или турска или српска националност на говорница да говори на својот јазик, со тоа што ќе го најави тоа, нали, за да може да се обезбеди превод. Сега друг е режимот на службена употреба, нали, објавување на документи, чување на документација на службените јазици и така натаму. Така што мислам дека недостасува една кај нас, така да го наречам, поголема флексибилност, па и либерализација во однос на јазичната политика, во кој би се вклучиле и правата на другите припадници, другите етнички заедници во државата. И во овие преговори, ја верувам, не знам дали воопшто тоа прашање е отворено, но предпоставувам кога ќе дојде овој закон, овој договор, ќе биде програма на една идна коалицијска влада, ако се постигне договор, ќе дојде во собранието, тука ќе се отвори таа дебата, бидејќи во овој состав на собранието, за разлика од поранешните состави, има повеќе припадници од другите националности во сите политички партии. Господине Близнаковски, само затоа што не чека нели на Скајп, вие во заклучоците и препораките од студијата сте нотирале многу работи кои треба да се поправат, освен по прецизно дефинирање на тоа што точно представува службена употреба на јазиците на немнозинските заедници во законска рамка. Исто така, таму велите дека нема доволен буџет, например, за спроведување во пракса на сето она што е пропишано со законите. Не постојат доволно луѓе кои се вработени како преведувачи, да речеме, или луѓе кои што ќе работат, еве во град Скопје во тоа време биле 4, да кажеме, а сигурно списите се поголеми од обемот на работа што тие го имаат. Исто така нотирате и забелешки дека има и разлики во спредувањето на законите во Гостивар, да речеме во Куманово. Во Гостивар има и тројазичност, употребата на турскиот јазик, во Куманово пак не така добро е спроведена употребата на друг јазик. Меѓутоа, кога сето ова ќе се наброи, прашањето ми е
зошто толку години од Охридскиот договор 2001 година, од носењето на закон од 2012 па до 2014 кога е објавена студијата, иако зборуваме за некој контролен механизам, освен во вакви студии никој како да не ги гледа овие работи и ништо не е исправено. Клучот е веројатно во немање едноставно политичка волја да се решат овие прашања. Добро е што потенциравте дека нема доволен број на преведувачи во општините. Го спомнавте градот Скопје, меѓутоа градот Скопје беше еден од во тоа време еден од подобрите примери на спроведување на законот за употреба на јазиците на локално ниво. Исто така и Гостивар. Меѓутоа имате и многу мали општини што едноставно немаат средства да покријат и да вработат преведувачи. Тие, значи, на некој начин прво се условени од уставот и од законот да понудат употреба на јазиците на заедниците, меѓутоа немаат средства ниту да вработат преведувачи. Што се случува во тие ситуации? Типично преводот го врши веќе персоналот што е вработен во општината, што не се професионални преведувачи пред се, иако се трудат да завршат работата, меѓутоа кога не се професионални преведувачи, секогаш ќе им биде тоа потешко да го направат и да го направат како што треба. Значи, имаме повеќе системски проблеми, значи за да се адресира ова прашање, освен што централната власт треба да алоцира средства да им помогне на овие помали општини да ги спроведуваат законите и уставот како што е потребно. Потребно ни исто така и школување за професионални преведувачи. Ако погледнете низ државните универзитети, вие нема да најдете програма каде што преведувачи се школуваат за да успеваат да ги сервисираат вакви потреби на граѓаните. Тоа се некои две прашања што е нужно што побрзо да се адресираат. Имаме ситуација во ова време, особено кога информатички и комуникацијски технологии се прилично достапни. Целиот превод може да оди многу побрзо и многу поевтино. Некоја помала општина нема ни да има потреба да вработува преведувачи, ако документите кои што граѓаните на пример ги доставуваат до неа, таа би ги испраќала да речеме во некој регионален преведувачки центар, кој што тоа ќе го прави многу брзо бидејќи се оди преку интернет, нели, денеска. Значи имаме можности ова да го решиме на навистина едноставен начин, меѓутоа да се навратам на почетокот. Клучно е очигледно немањето на политичка волја за ова сето да се адресира. Зибери, сакавте и вие да се вклучите во овој дел од дебатата, повелете? Сакав да се вклучам во делот на телото кое се заговара. До сега само постојат комисии за односи меѓу заедниците кои треба да бидат вклучени во процесот на проверка, да речеме. И за која идеја, барем за сега, мислам дека е во фаза на идеја и нема контури на некое конкретно решение како би изгледало, со кои надлежности, како би била финансирана и така натаму. Лично сметам дека треба да има две тела. Една во форма со својство на орган на управа, инспекторат, во чија надлежност ќе биде надзорот над примената на законот за употребата на јазиците и другите закони и прописи кои ја уредуваат оваа материја. И во чија надлежност би биле и изрекувањето на мерки за непочитување на прописите. Тој орган на управа, односно инспекторат, може да се лоцира во рамките на постојните или како посебен, во рамките на одреден орган на управа, Министерството за правда или друг орган. И тело кое ќе биде од друг карактер. Повторно велам, моje мислење, мене сигурно не ме прашуваат, јас само изнесувам мои мислења и комуницирам со јавноста. Ова е јавна дебата на некој начин, па се надевам дека тие што ги вршат политички преговори, може и ќе слушнат добра идеја. Би било тело од типот на катедра и во чија надлежност би била и градењето на политиката на употребата на јазиците и примената, би била на некој начин градењето на политика која ќе адресира решенија
за подобрување на состојбите, изготвување на кадар од типот што вашиот соговорник многу прецизно го има лоцирано, што апсолутно недостасува. Дел точно е тоа што го вели заради немање волја политичка кај политичките субјекти и органите на одлучување, но и дел заради финансиските можности на земјата, често пати заради неиздвојување на доволно средства, кое неиздвојување често пати е од политички карактер, од отсуство на волја, но понекогаш и реално. И сите тие прашања, значи, би биле адресирани до тоа тело. Бидејќи Јоване во Милано, само еве за да не ве држиме во текот на целата емисија, јас не знам како сте со обрски, она што сакав да ве прашам пред да го завршиме овој дел од разговорот со вас. Сметате ли дека овие преговори што се во тек и начнувањето на прашање од типот како потоа ќе се имплементира, да речеме, албанскиот јазик во судскиот процес или овие големи работи што јас и на почетокот ги кажав, ќе му одмогнат или само ќе му помогнат на процесот на спроведувањето на политиката на јазичните политики, било да е на локално или на национално ниво, или само ќе го усложнат? Проблемот со оглед на тоа што кажавте дека и не постои јасна дефиниција, појаснување на законот, еве го рековме дека не постои тело и слично. Каков исход очекувате од сето? Од тоа што го знам од преговорите, не знам многу секако, бидејќи немам многу достапни информации, се преговара за носење на нов закон на употреба за јазиците или за нов закон за албанскиот јазик. Тоа е апсолутно нејасно. Меѓутоа, ето тоа што се знае, јас искрено се надевам дека сите прашања што се оставени отворени веќе со децении, дека конечно во овие преговори ќе бидат затворени. Само тоа ќе ни овозможи да мрднеме од некоја мртва точка. Често јавноста и претерано се анимира со ова прашање во смисла што ја проследивме кампањата за претходните парламентарни избори. Често беше потенцирано дека доколку се спроведува повеќе јазичност, тоа нужно ќе води кон федерализација на земјата. Сакам да потенцирам дека тоа воопшто не е точно. Имаме бројни примери на унитарни држави што спроведуваат политики на употреба на јазици за повеќе групи и не секогаш тоа значи федерално уредување. Најпознатите примери се секако федерални, меѓутоа јас често го користам примерот на Финска. Например, во Финска вие имате унитарно уредување, каде што шведскиот и финскиот се службени јазици во рамноправна употреба, иако шведската група составува само 5% од населението на Финска. И тоа е многу интересен пример и само треба да не води до некој заклучок дека Македонија не мора да стане федерална држава доколку јазиците се употребуваат. Значи, потребно е целата оваа предрасуда што имаме, што се гради во јавноста, дека тоа е нешто лошо, дека тоа ќе значи некаков проблем за користењето на македонскиот јазик и сите тие сродни прашања, потребно е еднаш за секогаш да се затворат, бидејќи едноставно не се вистинити. Кога ќе преминеме таа точка, што се надевам дека со овие преговори може да се случи, кога правилата веќе ќе се утврдат, веќе ќе можеме да почнеме да се бавиме и со прашања како таа употреба да се унапредува, да се направи подобра. Едноставно тоа што им е потребно на граѓаните од етничките заедници различни од македонската, тоа што им е потребно да можат да го конечно да го добијат и не треба да забораваме дека тоа е сепак загарантирано со уставот на Република Македонија и дека е прашање кое што не може да го избегнуваме и да го криеме едноставно. Господине Близнаковски, јас ви благодарам за вклучувањето во топ тема на ваша страна од Милано, каде што сте на докторат, и се надевам дека и понатаму ќе дискутираме за сите овие отворени прашања, ќе го видиме исходот од преговорите и што всушност ќе договорат, па тоа би било секако повод и за некоја наредна емисија. Ви посакувам пријатен престој во Милано и благодарам. Само момент, професорката Мирјана сака нешто да... Сакам да кажам овој пример со, не знам дали е баш најдобар со Финска.
каде што шведското малцинство е 5%. Па да, не е проблем кога е 5% малцинството. Тука се работи ова што викаме недостаток на политичка волја. Јас би рекла дека се работи можеби за недостаток на доверба. Често пати во конфликтни општества, нашето не велам дека е сега конфликтно, но сме поминале низ еден таков конфликт и се наоѓаме во едно обкружување кој исто така минативе 10, 15, 20 години минуваше низ етнички конфликти. Често пати јазикот се смета како транспарентен код за тоа кој е собственик, грубо да кажам, нали, на државата. Кој е газда, кој е подстанар, да употребаме еден термини кој денеска можеби времето не е такво да се употребуваат, но можеби таа недостаток на политичка волја се должи на недостаток доволно на доверба. Финска, да речеме, Белгија, Швајцарија, се земји кои што се обкружени со земји каде што живее домашното население, да кажам, нали, на малцинството, да кажеме Франција на валонците или Холандија на холанѓаните во Белгија, земји кои што имаат преќутен или непреќутен подпишан договор дека нема да се мешаат во внатрешните работи на таков вид на држави. И тоа не го прават. Воопшто не го прават. Холандија не ја интересира што прави и како се бори за своите права малцинството на холанѓани, односно дач, нали, народот во Белгија. Така што тие во меѓувреме изградиле некој повисок веројатно ниво на доверба. Овдека тоа кај нас се уште не е така. Се уште нешто се земјиштево се тресе од оздола, нали, па не знам, ќе се замешава Албанија или ќе се појде таму по некаква платформа, па не знам, друга држава од страна, па не знам. Така што можеби целиот овој процес кој долго трае, кој е проследен со ние одека кога би се собрале разумни луѓе нема проблем, нали, ќе се реши доверба ова прашање. Ако има, меѓутоа некоја друга телевизија ако отворите, некоја друга дебата ако слушнете, ќе видите дека во целина во општеството не знам каква е таа доверба и дали е на тоа ниво да така баш лесно се. И можеби затоа иде вака спор процесот, полека, со внимание. За создавање на добра веројатно сите треба да учествуваме и ние како медиуми и јавноста. Тоа би рекла, недостаток на волја, недостаток на доверба, можеби е посоодветно. Да му се заблагодарам уште еднаш на Јован Близнаковски кој се јави од Милано, да најавам реклами и потоа доколку има нови случувања во Речица ќе се вклучиме линковски, доколку нема ќе останеме за понатаму. Во вториот дел од емисијата ќе ги емитуваме репортажите на нашите репортери кои се обидоа да дознаат и да видат како во пракса се применуваат сите закони кои што ги опфаќаат употребата на јазиците во Македонија. Еден податок од студијата што ја спровел Јован Близнаковски, вкупно 31 општина, вклучувајќи го и градот Скопје во Македонија, имплементираат повеќејазични локални политики, а 8 од нив имаат воведено некои од јазиците на помалите заедници во службена употреба. Или 832.184 граѓани живеат во општини кои имаат повеќе од еден службен јазик. Скопје е една од тие општини. Во оваа студија е дадена и како добар пример, меѓутоа што се случува на теренот и што велат советниците во град Скопје од репортажата на мојот колега Александар Манасиев. Ако директорот на некоја институција е албанец, ќе има и двојазични табли, но ако е македонец, може и да нема. Вака, според Кемал Муслиу од Советот на град Скопје, се одвива употребата на јазиците на етничките заедници во главниот град на земјава. Според Муслиу, албанскиот како втор службен јазик на ниво на град Скопје половично се користи. Градот се појавува како основач на јавните предпријатија, средните училишта и 8 културни институции. Можам да речам дека тука имаме големо шаренило. Ако, пример, директорот на едно јавно предпријатие албанец, како што е случајот во ЈП комунална хигиена, јазикот се употребува на повисоко ниво. Додека во некои јавни предпријатија
јазикот се употребува половично, да не речам у некои минимално. Што се однесува на средните училишта, јазикот можам да речам дека полноправно, согласно законските одредби, се применува во тие средни училишта каде што директорите се албанци, додека во некои други средни училишта само надписите и евентуално печатите и штембилите што се на албански, додека она другото што произлегува ко норма од законот не се применува. Муслиу вели дека проблемите со двојазичноста се видливи на таблите на улиците или на институциите. Според него, во некои скопски општини нема двојазични табли, поради погрешно или самоволно толкување на законите. Не може истите одредби да се користат примери за општина Центар или Аеродром и Велес, затоа што овде имаме закон за градот Скопје и тој закон ги апсолвира сите други одредби. Тие фактички го убедуваат и градоначалникот, но не и нас, советниците албанци, дека пример во Центар или Карпош нема 20% албанци и затоа и мињата на улиците и мињата на мостовите треба да се става само на македонски јазик, што е категорично тврдам дека е голема грешка. Неговиот колега во Советот од редовите на СДСМ, Драги Давчевски, тврди дека процесот на примена на јазиците на етничките заедници на почетокот одел тешко, но сега нема видливи проблеми. Чекор по чекор се елиминираа сите оние почетни, да не речам породилни болки или маки со примената на овој јазик, а од денешен аспект мислам дека сме дојдени до едноставно до комплетна примена на албанскиот јазик врз основа на законите. Тој не бил сведок дека во Советот на град Скопје некогаш имало кршење на копија околу ова прашање. Такви некакви несакани моменти немало, сем ако некој во еден одреден даден момент сакал да постигне одреден политички поен, па применува одредени методи каде што сакал да покаже дека е несоодветно, некоректно третиран за тоа што е албанец, меѓутоа биле надминувани тие состојби. Процесот на воведување на двојазичноста во некои предпријатија се одвиваше и со закани за кривични пријави. Таков беше случајот со ЈСП, кога пред 3 години имаше дилема дали во оваа институција ќе влезе двојазичноста или не. Денеска информативните табли потврдуваат дека такви дилеми нема. Од друга страна, во некои од институциите и заканите не ја променија ситуацијата. Таков беше примерот со средното хемиско во општина Аеродром, каде учениците уште во 2014-та со бојкот на наставата бараат двојазичност. Пред околу 2 години, учениците од албанските паралелки на ова училиште ја бојкотираа наставата, барајќи вработување на педагог, психолог и наставници на албански јазик, а родителите бараа и таблата со називот на училиштето да биде на албански јазик. Учениците се вратија на настава, но таблата и до денес остана непроменета. Според Муслиу, за да се промени состојбата, мора да се воведат казни за институциите кои нема да ги почитуваат законите. И може би и тука е хендикепот или дефектот на законот за употребата на јазиците, зошто нема некој орган кој ќе ги надгледува овие ситуации и да има мандат за казнување на сите оние кои не ги почитуваат одредбите од законот за јазиците. Еве ја видовме состојбата во Скопје и повторно доаѓаме до тоа контролниот механизам на примената на законите. Очигледно дека волјата, да речеме, во Советот на град Скопје се покажува нели преку нивните гласања и преку она што потоа се спроведува на терен, но често се мешаат работите. Например, се сеќавам во Аеродром кога таблата на библиотеката Браќа Милодиновци требаше да биде двојазична, граѓаните тоа го сватија дека го прави општината, дека општината ќе дозволи такво нешто, а всушност тоа е регулирано според законот за град Скопје. Или пак најчесто граѓаните го поистоветуваат и ја сваќаат двојазичноста како нешто што го спроведува општината, односно колку граѓани живеат во таа општина. И всушност јазичната политика може да се дефинира па и на неколку начини, и регионално, како што поголем дел од граѓаните го сваќаат, меѓутоа и на национално. И очигледно дека и после толку години не се доволно информирани што значи јазична политика и кои се сегментите на јазичната политика. Јас принципите на јазичната политика ги дефинирам на два начини. Функционалниот и територијалниот принцип. Функционалниот принцип ги опфаќа институциите во кои е уредена употребата на јазиците. Институции од локален или државен карактер.
институции кои вршат јавни овластувања, институции во приватна собственост кои не вршат јавни овластувања. Територијалниот принцип опфаќа територија во рамките на кој е во употреба одреден јазик. И доколку не се разграничат добро овие два принципа и не се преточат во законска норма прецизно и номотехнички, тогаш може да настанат проблеми од овој карактер што господинот Муслију ги спомна. Уставната дикција на амандманот 5, дикцијата на Законот за локална самоуправа и градот Скопје, зборуваат за територијалниот принцип на употреба на јазикот. А што значи тоа? Дека на подрачјето на градот Скопје, освен македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, службен јазик е јазикот што го зборуваат 20% од населението што живее во градот Скопје. Меѓутоа општините тоа го преточуваат колку во нивната општина живее и тука се... Да, и тие го мешаат со функционалниот принцип, дека овој орган е од локален карактер, од карактер на единицата на локалната самоуправа, односно општината, и бидејќи општината нема 20% население од одредената заедница, тие не се должни да ја применуваат законската одредба. Но тоа, ве молам, тоа е погрешен начин на толкување на законот. Бидејќи Законот за град Скопје во членот 2 утврдува дека подрачјето на градот Скопје го сочинуваат општините, аеродром, Газибаба, ги набројува со следните населени места и ги наведува сите населени места кои ги сочинуваат го сочинуваат подрачјето на градот Скопје. И вие ако велите дека во градот Скопје службен јазик и овој јазик, тоа го подразбира целото подрачје на градот Скопје. Да. Инаку ќе се доведеме во дури смешна ситуација кога едната страна на мостот, едната нога ќе биде означена двојазично, другата ќе биде еднојазична. Не се работи само за Скопје, професор. се работи и за Тетово, да речеме, каде што во обратна насока. Како пример го наведов. Така. Професор, ке со оглед на тоа што вие предавате на еден универзитет кој што е мултинационален, можам да кажам, и каде што се употребуваат повеќе јазици, не само албанскиот и македонскиот, таму мислам и дека и англискиот е исто така јазик. Меѓутоа, еве кога го поставив прашањето за господинот Зибери, го поставувам и за вас затоа што секојдневно еве сте во еден град каде што има поголема употреба албанскиот јазик, меѓутоа постојат подрачја кои што ќе ги видиме ние од нашата репортажа, каде што пак живеат македонци и каде што пак таму недостасува македонскиот јазик. Проблемот кај нас е тоа што велите вие недовербата или пак кој како си го сваќа законот и употребата на јазиците и секој очигледно како да става рампа и граница. До тука е моето обележување, да речеме територијално, а од тука натаму е ваше и слично. И се додека така функционираме, очигледно дека не знам уште колку влади треба да се направат за да се испеглаат овие работи. Меѓутоа факт е дека и заедниците, пошто постојат општини како Чучер Сандово, како Крушево, каде што е влашкиот јазик, Гостивар веќе ги има и турскиот јазик и слично. Значи постојат луѓе кои што се чувствуваат дека не можат да се изразат во сопствената држава. Моето искуство, јас предавав повеќе од 10-13 години на Универзитетот на Југоисточна Европа, е многу интересно. Тој не е типичен пример, е многу атипичен пример. Ама може би е интересно да се за слушателите да слушнат како тоа таму функционира. Се предава на македонски, се предава на албански, се предава на англиски јазик. Интересно е, на една конференција присуствував, знам дека колегите албанци и воопшто на секоја заедница во Македонија, како дел од идентитетот, многу е важно да се зборува на нејзиниот јазик, нали, да си го зборуваат слободно јазикот, нивниот мајчин јазик. Наеднаш на Универзитетот во Тетово мораше да се збори, да кажеме, на тие собери каде што присуствуваат странци, на англиски јазик и
тука некако времево не поклопи, да кажам, не претрка. Нали? Сега ние се настојуваме да го афирмираме македонскиот јазик, албанскиот јазик како дел од идентитетот, а веќе сите комуницираме, можеби во најголема мерка од мали дечиња, од градинка, веќе зборуваат англиски јазик. Но интересно беше студентите на кои што им предава професори албанци, да кажеме, на еден македонски јазик, можеби не секогаш најсовршен, никогаш не поставиле никаков прашање или проблем зошто морат плюс да слушаат и албански јазик, да учат и така натаму. Напротив, со задоволство тоа го правеве, кога ќе ги прашав добро докаде сте со албанскиот јазик, па ни недостасуваат уште часови, би сакале уште да знаеме. Дали има во обратна насока албанските студенти да сакаат и да го зборуваат македонскиот јазик, да, сакам да го спомнам, на студенти затоа што албанскиот јазик порано беше задолжителен од прво одделение, сега во трето или во четврто, да речеме, го учат. Има се поголема сегрегација на децата во градинките, исто така и ова што ќе го кажам, значи не е од вчера, тука да речеме пред 3-4 години, кога сум предавала на студенти албанци, немало друг професор по некој предмет, и јас сум предавала и сум ги прашала сакате да ви предадам на македонски или на англиски. И тие викаат на македонски. Можеби не го знаат баш толку добро. И подобро ќе ве разберат. Значи неколку генерации. И вака едно 10% од студентите албанци одлично знаат македонски јазик, полагаат без проблеми на македонски писмено, сакаат да полагаат, и гледам тие студенти се на разни позиции добри во нашето општество. Значи многу важно е изгледа тој момент на знаење на јазикот на мнозинството, е така да кажам. Сега ги гледам се во оваа институција, во европска и така натаму. Некои 20-30% зборуваат, ама не баш толку добро. Но има еден голем дел кој многу слабо зборува македонски јазик и не може писмено да се изразат. Сега, како овој проблем, а поготово кога се работи за јавна администрација, мислам би требало тоа ниво да се подигне. За техничките факултети, мислам сега дали знаат добро или не знаат. Јавната администрација не е толку битно, али кажеме за правен факултет, јавна администрација, тие што ќе се вработат во јавна администрација, не мора секој студент албанец да знае одлично македонски јазик. Али ако се вработува во јавната администрација, во централнава јавна администрација, така да ја наречам државнава јавна администрација, би требало да има едно добро, солидно познавање на македонски јазик. Дали треба сега македонците во Тетово, што ќе работат во јавна администрација во Тетово, да знаат албански јазик? Па тие да, треба да знаат и тие учат. Дали е тоа ниво доволно? Тоа исто така може да се разговара и да се види дали не може да биде и подобро, нали? Тоа ми е прашањето. Значи, некој реципроцитет, што ми е поентата? Поентата ми е сите тоа документи европски го истакнуваат, дека страните, така да речам се, ако сме ние страни, нали, треба да потикнуваат дух на толеранција. Баш сега имаме една одредба од овие европски документи, меѓукултурен диалог, да преземат ефикасни мерки за унапредување на взаемно почитување и разбирање и соработка меѓу граѓаните од различна националност. Значи, според мене, треба тој одозгора да зрачи тој дух на толеранција, меѓусебно разбирање и респект, почитување. Оти често пати, мислам, кога ќе кажат граѓаните сакам еднакви права, тие всушност мислат сакам да ме респектираат. За да ве респектираат, како да кажам, треба нешто повеќе од хартија и формални права, нали, на хартија, за да ве респектира некој, ама меѓутоа тој дух се негува на респект на другиот. И тој мора да доаѓа од озгора. Политичарите мораат да зрачат, и владите, коалицијските влади кај нас така се формираат и ќе се формираат, тие мора тоа да го покажат. И ова, нека преговараат колку што сакаат долго, макар да е тоа на штета на државата и економијата, ама да покажат едно меѓусебно разбирање, респект, значи тоа што ќе го создадат, да зрачи потоа во општеството.
Работата е како ние меѓу себе да се респектираме, како тој дух на толеранција да постои во оваа држава. Сите други технички детали, што знам во законот, нелогичности, контраверзи, тие полесно ќе се надминат. Никој не збори денеска за што стана со интегрираното образование, што стана со, што знамете, такви, тој вид на проекти кај што работат заедно учениците, студентите, на тој вид на проекти кај што ќе може да бидат во контакт еден со друг и да се запознаат подобро и така натаму и така натаму. Зибери, ќе ве молам кусо само затоа што ќе рекламите ме газат, морам да ги пуштам. Зошто голем број од младите луѓе не сакаат или не го зборуваат македонскиот јазик или сметаат дека е непотребен? Факт е дека образованието го направи своето, давањето на право нормално на изразување и учење на мајчин јазик е прашање кое што па за жал во Македонија ги раздели децата, а не ги спои пак да бидат во мешани паралелки. Зошто е тоа така? Се помалце да го владеат македонскиот јазик. Ова вака да прашувам од животно искуство, некако експерт, аналитичар. Јас не мислам дека образованието го направи тој хендикеп на помалку познавање на македонскиот јазик, зашто јас лично не мислам дека и порано сме имале некое солидно ниво на познавање на јазикот, напротив. Но дека имаме деградација, има, а тоа пред се е резултат на факторот падање на квалитетот на образованието и образовниот систем. Зашто како пример ќе ви наведам. Професорката сигурно знае, но заради јавноста. Да речеме, на правниот факултет на Универзитетот во Тетово, од каде што се претпоставува дека се регрутира најголемиот број на идни административен кадар од албанска етничка заедница. Задолжителен им е изучувањето на македонскиот јазик како предмет. Да. Задолжителен им е. Не им е факултативен, задолжителен. Изучувањето на правната терминологија на македонски јазик. Пазете. Колку професорите... Тоа сакав да го кажам. Сум имала искуство, јас лично на Тетовски, каде што морав да слушам само на албански. Значи проблемот е какво образование ние имаме, каков кадар имаме, какво испитување имаме, какви оценки добиваат тие студенти. И кој тоа го контролира во образовниот процес? Зошто да се навратам на тоа што пред малку го кажавте. Познавањето на јазикот на мнозинството не е желба. Тоа е неопходност. Ако вие сакате да прогресирате во кариера, да стекнете звање во јавната администрација, во судство, во било која област од јавен карактер, вие треба да имате несолидно, високо познавање на тој јазик. Познавањето на јазикот на другиот е пожелно. Може би не е неопходно како познавањето на јазикот на мнозинството, но е пожелно од потребата од комуникација, од разбирање и подобри бенефити во градбата на кариерата. Очигледно дека тоа е и личен избор на секој млад човек и слично. Па најава за реклами и потоа следува репортажата што Тамара Гранчаровска ја направи во Тетово, која што ги забележа сите оние недоследности околу потребата на јазиците и таму има една ситуација каде што, например, македонскиот јазик во средини каде што живеат повеќето албанци пак го нема на таблите или пак не се употребува службено онака како што треба.
Тетово е градот каде патоказите што на неговиот влез, а потоа и надписите на институциите, имињата на фирмите и продавниците јасно покажуваат како се спроведува актуелниот закон за употреба на јазиците, додека политичките партии преговараат за формирање влада обременети со барањето за измена на овој закон и проширување на употребата на албанскиот јазик. Во градот каде според последниот попис од 2002 година живеат 18.555 македонци и 28.897 албанци, како и над 2000 роми и речиси 2000 турци, двојазичноста не е омилена тема. Приказната за двојазично Тетово ја започнавме од градскиот плоштад, каде дукјанџиите без брзање се подготвуваа за денот кој почнуваше. Темата јазик, двојазичност, политика сепак некои од нив ја избегнаа. Само да ве прашам нешто. Може? Не може. Добро. Не можем ништо да зборуваме, иначе одма 200 евра ми запишувате. Но имаше и такви кои не одговорија на прашањето колку во Тетово во секојдневието се во употреба двата јазика и дали луѓето при тоа имаат проблем. Па јас зборим три јазика, турски, албански, македонски. Мене ме и цигански да разберам, поубаво ми е мене. Не е проблем, значи да се никакви проблеми мене нема. Луѓето се разбираат. Да. За мене политичарите се разбираат ли? Никогаш. Се разбирам. А меѓутоа да беше све на еден јазик друго. Ова е се на два јазика. Идеш дома друго, надвор друго. Тоа е. Градот мислам немал да се ја проблеми. Ние се снаоѓаме и сме се нашли во најлоши моменти. А дали ако се смени законот нешто во Тетово би се сменило со тоа? Па најверојатно тоа што повеќе би добили работни места и македонците, зашто ќе го научат албанскиот јазик и мислам тоа ќе им се отвори патот и ќе немаат проблеми. Патот го продолживме низ Тетовската горна чаршија, каде надписите на речиси сите дуќани се на албански. Таму и да нема фирма, реклама испишана на македонски јазик. И таму најдовме расположени соговорници да одговорат на нашето прашање. Кај сум бил ја тука, биле и албанци тука, брате, работене. Во суд во општина? Во општина има и таму преведувачи тие работеа кој е потребно. Дали ако се смени еве законот што се бара, нешто ќе се смени во Тетово? Па би требало да се смени, тука живеат одавна. Тоа треба да биде со волја на двете страни, ме разбира, со волја. Да се знае дека и јас живеем тука и он живее тука. Има ли проблем во комуникација? Не, ни случајно. Треба да буде два јазика, и албански и македонски. А не е ли веќе во Тетово така? У Тетово тие 90% албанци мора да прича албански. Дека употребата на албанскиот јазик не е само на хартија, сведочат и бројните реклами за услуги при вадење на документи во близина на Тетовската полиција. Затоа сведочат и таблите на управните служби во СВР Тетово, но и на судот. Исте случајот и со општина Тетово, каде седниците на Советот на градот се водат двојазично. После Охридскиот рамковен договор, албанскиот јазик е во функција со определена со законот. Така да и во локалната самоуправа поточно и на седниците на Советот, се зборува двојазично, со превод, со симултан превод. Инаку во секојдневната комуникација, па двата јазици се користат равноправно скоро. Во Тетово и сметките на јавното комунално предпријатие се двојазични. Сепак во градот постои страв дека инсистирањето на менувањето на законот може да направи проблеми да ги подели луѓето. Ова е чиста манипулација политичка, луѓето да ги забрцкаат уште поиќе досега, по моје, немало такви проблеми. Јас барем овде живеам, преку 60 години овде живеам. Колеги албанци, муабети се правиме на кафе, пиеме па заедно и така натаму. Ама некому не му одговара, тоа и бцкаат некои работи. Дали мислите дека ако еве се смени овој закон ќе се подобри животот у Тетово? Што ќе се смени? Не, ништо. Поголема омраза ќе има. Поголема омраза. Се разбирам и во амбуланта, и доктори, и во аптека, еве и во пазар. Значи, стварно имаме соживот. Човек што сака да се разбери со раце ќе се разбери, со мимика ќе се разбери. Човек што бара влакно во јајце, тој и дома, па не можеш да го разбереш, а камоли во средина во која се живее. Мислам дека не. Секој има свое мислење. Моје мислење дека нема да смени ништо, едноставно тоа е некоја си зацртана цел за други работи, не е за соживот. Сменето, душо. Сменето е. Кој ќе идеш во општина, не те вика добро утро, урлони. Тоа е завршено.
И додека денот во Тетово земаше замав на градскиот зелен пазар беше раздвижено и од сите страни се меша истовремено и македонскиот и албанскиот јазик. Изволте, Бујрум комши повикуваа пазарџиите. Све е до кризава, највише тоа игра улога него јазикот. Мислим се разберавме со години и пак се разберат. За нив сепак најбитен е економскиот развој, потоа велат тие, се само ќе си дојде. Желба на политичарите или потреба на граѓаните? Употребата на албанскиот јазик во Тетово е видливо на секој чекор, од институциите до секојдневниот живот. Како што велат самите тетовчани, Тетово одамна живее двојазично. Топ тема на ваша страна ги праша и граѓаните што треба да биде приоритет на новата влада, дали е тоа носење на закон на употреба на албанскиот јазик, дали е гонење на криминалот и корупцијата или подобрување на животниот стандард. Во интерес на времето одговорите на овие прашања и прилогот на колегата Огнен Чанчаревич ќе ги видите на нашата Facebook страница и секако дека ќе можете да ги проследите и одговорите на нашиот блог. А во Аголот, ако може да видиме што се случува во Речица, како што гледам таму ништо не се случува, нема исход од Централниот комитет на Демократската унија за интеграции и веројатно најновите вести ќе ги слушнете во вестите на Телма во 21:30. За крај да ги прашам моите гости, господине Зибери, очекувате ли дека утре веќе можеби ќе се формира влада? Оти не гледам простор уште многу вакви ноки да ни понуди дуи на неизвестност. Може утре евентуално да имаме позитивен одговор од ДУИ за поддршка на Зоран Заев за мандатар. Да ги даде подписите формално. Со 61 подпис, но не мора да значи, но во секој случај мислам дека се одигрува финалниот чин на така нареченото создавање мнозинство за поддршка на идниот мандатар. Професорке, да, каков е вашиот впечаток? Да, очекувам, без оглед дали ќе биде утре, заутре или прекутре, ова нова влада да зрачи со еден нов дух на толеранција, разбирање, негување на меѓусебна доверба, она антиалбанство кое одликуваше пред ВМРО ДПМН за време на низиното владење, дека тоа ќе го нема, дека ќе се изгради еден дух на взаимно почитување, на взаимна доверба. За тоа треба напор. Тоа не доаѓа само од... И две страни, веројатно. Две страни треба, да, и тоа не доаѓа само од себе, така да се надам дека тоа ќе биде прв и најважен проект на оваа влада. Ви благодарам. И да се врати правната држава. Да. Како столб за остварување на сите други процеси. Ви благодарам многу за учеството во топ тема на ваша страна. Оваа тема е голема тема и мислам дека уште волкава минутажа немаше да не биде доволна за да ги опфатиме сите прашања. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останите со програмите на Телма.